За еден месец пат конечно ќе ги поврзе Штипското село Врасаково и Карбинското Долно Трогерци. Овој пат од 5 километри ми го финансира платежна агенција, некаде 17,5 милиони денари и општина Штип издвојува 9 рурален развој, али ние како тоа се средства од буџетот, но али ние општината издвоивме 9 милиона 150.000 евра. од водата? Од водата 17,5. 17,5. И 9 од нас. Што е суштината? Тоа се премалку пари, ако земеме во предвид дека делот на Балванско поле, односно Трогерци, ова е најплодното поле во Македонија, тука без ставање на ѓубре се раѓаат по 5 тона жито. Текот на изградбата денес на лице место дојде да ја види и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, зашто парите за негова изградба беа обезбедени додека тој беше премиер. Се гради комплетно нов локален пат кој што поврзува две населени места и кој што има повеќе кратно значење. Има големо значење за земјоделието, има големо значење за жителите што живеат во селата кои што се поврзуваат и населените места што се тука помеѓу. И на некој начин ќе биде едно исполнување на едно барање кое што пред околу 2 години беше поставено од жителите тука. Изградбата на овој пат е нешто што жителите од овој регион го бараат долго време. Големината е во тоа што, например, ако има мал број на жители, што механизацијата ќе ни се заштити, ќе ни се зачува механизацијата, побрзо земјоделците ќе стигнат до своите ниви. Амортизацијата ќе биде многу мала. Во секое време ќе ни бидат пристапни нивите. Не може ние, како се, например, ако заврне 5 дена не можеме да идеме на нивата. А сега, знаете, која е пристапна, сите операции се вршат. Со изградбата на овој пат, долг 5 километри, се создаваат услови за развој на земјоделието. Регионот има идеални услови за развој на сточарство и пчеларство, а се очекува да се поттикне и враќањето на жителите иселени поради лошата инфраструктура. Освен во Врсаково, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски беше и на средба со жителите од Штипска железничка.